Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз удри на крадење на најако, а референдумот е само параван зад кој ги сокриваат сите криминали на картелот на власт. Модус операнди, односно начин на извршување на делата во поголем број на случаи ист. Некој собственик добива иновативна идеја да отвори фирма во определена дејност. За неверојатно чудо, една недела подоцна или еден месец подоцна, токму таа фирма и таа дејност во определена државна институција распишува тендер и нормално новоформираната фирма има понудено најдобри услови. Ова е начинот на кој што Социјалдемократскиот сојуз расипнички ги троши народните пари. Ова го видовме при распишувањето на крвавиот тендер тежок 35 милиони евра во здравството, а слични примери се најдоа и меѓу субјектите кои беа наградени со стотици илјади евра од Фондот за иновации. Сега истиот начин работење го гледаме на локално ниво, односно расфрлањето со стотици илјади евра пари на граѓаните од страна на јавното сообраќајно предпријатие. И тука постои сериозно сомневање за постоење на криминална шема на Социјалдемократскиот сојуз за испумпување на пари од буџетот. Имено, преку јавното сообраќајно предпријатие се испумпуваат 200.000 евра за две набавки кои ги добиваат две фирми во собственост на едно исто лице, регистрирани на иста адреса, формирани непосредно пред да го добијат бизнисот. Нелогично е тоа што во обичаените услуги се плаќаат по двојно пониска цена. Имено, фирмите ItCards и IT+ Smart Consulting, формирано од лицето БМ, на неговата домашна адреса Димо Хаџидимов број 81, само еден месец откако се формирани се јавуваат како извршители на бизнис во вредност од 200.000 евра. Првата за набавка на електронски картички за возење по цена поскапа од претходната, а втората за консултативни услуги. Електронските картички за возење кои порано го чинеа предпријатието 100 денари, сега го чинат 120 денари. Скопјани ќе плаќаат 20% повеќе, наши пари, наместо за некоја нова инвестиција, завршуваат во нечiji џеб по веќе познатата шема на Социјалдемократскиот сојуз. Дали тука не се работи за уште една шема, каде има сомневање дека блиски луѓе на власта првин формираат фирми, неколку дена пред да се распише тендерот од некоја државна институција, потоа се распишува тендер скроен по мерка на фирмата што току формирана, за истата на крај да добија милионски бизнис од власта. Дали е ова најголемиот грабеж врз Скопјани, извршен во модерната историја на градот? Дали и кој договорил формирање на овие две фирми со конкретна намера да го добијат бизнисот од 200.000 евра? И клучното прашање, зошто Шилегов молчи на сето ова? Наместо молк и траење по принципот на работите во јавното стопанско сообраќајно предпријатие, по принципот вози мишко, Шилегов, доколку нема удел во сомнителните набавки, треба веднаш да го разреши директорот и да ги поништи набавките. Целиот материјал за сомнителните набавки треба да биде доставен до органите на прогон, кои треба да отпочнат сериозна истрага за случајот тежок стотици илјади евра. Шилегов повеќе од 10 месеци нема направено нити еден проект. Градот тоне во смет, кучињата скитници ги има насекаде, но способноста да испрска против комарци ја покажа целата негова неспособност. Нема проекти, но има сомнителни тендери преку кои се исцрпуваат парите на Скопјани. Благодарам.